Добро утро, почитувани. Добре дојдовте во новото издание на утринската отворена програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена или ИТН. Имаме три теми, како и секој утро и денеска, на кои што ќе му абитиме заедно, се надевам, на отворените телефони на телевизија Нова. Еве кои се тие. Прашуваме што е тоа пародонтопатија, кога се потребни импланти, постои ли решение за овој проблем. На сите овие прашања ќе добиеме одговор од доктор Даниела Цветановска-Стојчева од Етернадент. Потоа втората тема на која што ќе му абитиме е конфликтот. Ако минатиот пат зборувавме за тоа што е конфликт, како во конфликтните ситуации, овој пат ќе се задржиме на техниките за надминување на конфликтот на работното место. Ова се само дел од прашањата секако кои што ќе ги поставиме до нашиот гешталт терапевт, како и секоја среда, и овој пат нешто по 8:15 на минути по второто издание на информативниот преглед на телевизија Нова. Професор доктор Благица Ризовска-Ванич и ова утро ќе биде заедно со нас. Под мотото "Сите сме нивни деца", Црвениот крст на град Скопје ќе одбележи неделата за грижа за старите лица. Токму тие сте наши гости, а ние прашуваме: забораваме ли на нашите родители, имаме ли време за нив, затоа што, како велат од Црвениот крст на град Скопје, сите сме нивни деца. Што е пародонтопатија? Постои ли решение на овој проблем? Што прво треба да направиме? Што се тоа импланти? Каде се можеме да ги направиме? Ова се само дел од прашањата кои што ги очекувам и од вас на отворените телефони на телевизија Нова 2402-005 и 2402-002. И сега е време да ви кажам кој е нашиот прв соговорник или гостинка. Добро утро за доктор Даниела Цветановска-Стојчева од Етернадент. Ќе зборуваме за пародонтопатија. Така е, точно е ова. Добро утро, благодарам, точно е. Да. Што е пародонтопатија? Пародонтопатијата е една многу позната, да речам, болест и за жал многу расширена и во нашата популација, но и во светски рамки. И затоа сметам дека е интересна за нашите слушатели, бидејќи верувам дел од нив за жал ќе се пронајдат и можеби ќе слушнат нешто корисно, ќе ни се јават и ќе не прашаат да им помогнеме. Пародонтопатијата е практично болест на потпората на зъбите. Зъбите се садени во коската и тие се потпрени во неа со ткива. Но ако тие се разболат, знаеме дека може да се случи зъбите да се клатат, што е еден од подоцнежните знаци. Значи не мора да значи дека клатењето е вистински знак за пародонтална болест. Така да, тоа е една болест во која што зъбите можат полека да ја изгубат потпората, коската и гингивата и тогаш веќе е малку тешко таа истата да се надополни и зъбите да се спасат. Но за тоа ќе кажеме нешто подоцна. Да. Како да ја препознаваме болеста? Како се препознава? Најдов јас податоци кои што зборуваат за тоа дека дури вели 90% од населението воопшто во светски рамки, така е, возрастното, има некој облик на пародонтопатија. Податоците од Светската здравствена организација навистина ми сплашија, велат над 50% од младите и речиси сите возрастни лица имаат некое заболување на пародонтиумот. Да. Точно е ова, нели? Да, пародонтиум, точно. Точно. Болеста практично има неколку градации, неколку степени. Така да, таа почнува со едно безазлено воспаление на гингивата. Кога е само гингивата воспалена, тоа не е пародонтална болест. Може да има знак крварење, непријатен мирис, поинаква форма и боја, но тоа поедноставно се решава. Кога освен овие знаци ќе се јават и дефекти меѓу зъбите во коската, тогаш веќе имаме пародонтална болест. Значи, она што пациентите дома, односно ние сите дома сами можеме да го препознаеме, е крварењето од устата кога четкаме зъби. Тоа е еден сомнителен знак, треба да се обратиме на доктор ако не помине за неколку дена интензивно четкање. Значи, четкаме интензивно и со тоа треба да помине. Ако не помине, треба да побараме помош. Втора работа е кога минуваме со интердентални четки меѓу зъбите, што треба да стане рутина на сите нас, значи, кога минуваме, ако видиме дека има поголем простор
или дека таа четка влегува навистина подлабоко и има крварење од тоа место, тоа е еден од посигурните знаци дека постои болест и треба да се обратиме на лекар. Постојат и други знаци, непријатен мирис од устата, иако тоа не е сигурен знак, може и од некое друго заболување да се појави, но овие и исто така променета боја. Ако ја видиме значи на огледало бојата на гингивата, дека е модра, натечена, крвава, тоа е веќе знак дека треба да се обратиме на стоматолог. Да. Освен нели што рековте крварење, оние податоци или што ги прочита велат и со најмека четка ако нели допрете и почна да крвари нипцата, тогаш веднаш на стоматолог. Да, тогаш нешто не е во ред. Меката четка, па и средната четка, но меката е препорачливо да се користи. Таа треба да ги исчисти забите без да предизвика крварење. Значи ние сами не се повредуваме со четка. Не се повредуваме. Ние го повредуваме тоа што е болно. И затоа е потребно значи да се излекува. Здрава гингива на мека и средна четка не крвари. И сега кога ќе дојдат луѓето со болест, поголем проблем или не знам каков проблем, што велите, од каде се тргнува, што се прави, како се лекува? Да, постојат нашата ординација е практично специјализирана за оваа проблематика и ние навистина работиме многу случаи, па дури соработуваме со многу колеги кои кога имаат пациенти од карактер таков што не може да ги истретираат, ги препраќаат за да им ги препратиме повторно назад во подобрена состојба или во излекувана состојба. Значи, се почнува од таму што се мерат параметрите, постојат точни параметри, тоа е наука, и се градира практично во кој степен се наоѓа болест. Јас се извинувам, како се мерат параметрите? Параметри многу лесно се мерат, со еден обичен стоматолог. Не, обичен е еден пародонтолошки преглед. Значи се мерат со инспекција, со гледање, се мерат со сонда, значи со сонда со која се прегледуваат забите, но се мерат едни длабочини меѓу забите, значи џебовите, така народно речено. Па нешто крв се зима, па нешто не боли, тоа не. Но нашата ординација е специјализирана за правење, мислам, за земање и анализи за ДНК анализи на бактериите предизвикувачи на болест. Некогаш се сретнуваме со пациент кој што има огромен дефект меѓу неколку заби, а другите се во одлична состојба. Само неколку, така, неколку заби, може а тоа другите да се случи, тогаш е локализирано. Меѓутоа, за да видиме во која форма е пародонталната болест, ние правиме ДНК испитувања на бактериите што се причинители и тогаш значи се одредува точна тераписка шема како пациентот треба да се излекува. Тие ДНК анализи се многу современи методи, многу прецизни, значи без ДНК анализа не може со сигурност да се потврди бактеријата. А ние од пред неколку години веќе активно ги работиме и со тоа сме многу посигурни, значи кај пациентот точно која тераписка шема ќе даде најдобар резултат, а да не се плашат пациентите, тоа е едноставен преглед во кој што затоа рековте преглед, така тоа така звучи, меѓутоа тоа е еден за пациентот, еден најнормален стоматолошки преглед во кој што се сондираат сите заби. Значи, ние кога прегледуваме забите, ги прегледуваме на многу точки. Секој заб на многу точки. Значи, буквално правиме мапа на забите, во која што во 3 дена некој начин можеме да добиеме вистинска слика, кој заб, какви дефекти постои. Тоа се практично специјализирани прегледи за пародонтопатии, не е баш најобичен краток преглед, 10 минути трае, а земањето ДНК анализа исто така е релативно едноставно, со едно хартиено шилче се поставува меѓу забите, се чека извесен број секунди. Не боли. Не боли воопшто. Значи, убаво е да не се поврзува стоматологијата толку често со болката. Со болка, баш така. За жал, само понапредните фази може да има болка, бидејќи се работи на многу заби, но тоа е пак да речам регулирано. Да. Прочитав дека постојат повеќе од 700 разни видови бактерии кои го наоѓаат својот дом во устата. Да, вистина. 700. Да, има многу бактерии, меѓутоа за среќа само извесен број, многу помал број од нив се сериозно патогени за нашата уста и предизвикуваат вистинска штета. Тоа е тоа што го кажав со ДНК анализите. Од сите тие бактерии најголем дел од нив се и нормални жители, и наши заштитници.
Значи, Да. тие не се штетни, кога ќе се рече бактерија, не Така е. значи веднаш дека е Да. тоа штетно. Меѓутоа, постојат извесни видови бактерии, кои е подобро да ги немаме во устата. Да. Значи, некои пациенти Некои ни ги прават немаат, добро, а некои ни прават зло, така тие некако. живеат практично во еден систем во кој што ќе некој преовладува. Или преовладува, значи, добрите, или понекогаш преовладуваат лошите. Како во цртан филм сега, си замислам Исто како така. си играат, ама добро. Со тоа што имунитетот е третата гранка која многу помага на клеточно ниво и затоа ние секогаш во лекувањето на оваа болест многу ги стимулираме нашите пациенти како да го подобрат локалното здравје. Општото здравје, но ние специјално локалното здравје. Така е. Значи, како да го исчистат устата за да овозможат имунитетот да ги победи бактериите. Малце фигуративно сега разговараме, Така е, но ама мислам дека тоа е е тоа. поблиско за пациентите. Да. Имаме веќе некого на линија. Ви спровоциравме да се јавите, не знам дали имате проблем, но еве ајде да чуеме или да чуеме мислење ваше на оваа тема. Добро утро, кому? Добро утро. Добро утро. Ве молам, само сакам да знам каде е нивна ординација, кај се наваѓа? Дали Добро. може да ми... Да, ќе ви каже Ајде, молам. доктор Стојчева, вашата ординација каде се наоѓа, прашува? Во Карпош 2 се наоѓа, Во Карпош може 2. да се провери на интернет, Добро. Етернадент се вика. Етернадент, така е, да. Одиме на Како името? Етернадент. И Етернадент. Добро, фала. Итернадент. Не и, Етернадент. Надент. Ден. Така е, да. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, да. Останете со нас да чуеме уште некој интересен совет на оваа тема. И сега, нели, се формирале... Да, повелете. Да. Парадонтални джебови, што е тоа? Тоа се дефектите. Тоа се дефекти, да. Коската ја го подпира коренот на забот, го држи цврсто. Гингивата брани, меѓутоа кога ќе се појават бактериите, тие практично го уништуваат и гингивата и коската и меѓу забите, наместо да има подпора цврста, се јавува дефект. Дефектот е практично, јас никогаш велам дека се тоа еден вид на пештери, кои што во 3D може да изгледаат многу разнолико и кои што се жал го ослабуваат забот. Меѓутоа не е само механичкото ослабување на забот, туку и биолошкиот живот на забот практично ослабува. И тука се настапува освен со дијагностицирање, со правење на терапевски план како тоа да се реши. Ајде сега ќе го направиме таа анализа, планот е направен, 3D имаме слика, Да. се знаеме и сега по тоа Што што правиме? правиме? Така. Значи вака, јас сум навистина многу среќна што бев дел од тимот кој што специјално работи со овие пациенти. И интересно е што прво ќе почнеме од поедноставните случаи. Добро. Сите ние, нели, еве науката кажува, статистиката кажува 90% некаква форма возрастната имаат. популација, така е, да. Што значи, ако е иницијална фаза, значи тоа е дефектите се до 3 мм понекаде се наоѓаат, тогаш терапијата се состои од чистење на забите, кое што ние ќе го понудуваме на нашите гледачи. Еден гледач ќе биде награден со еден преглед да, добро, на ТВ Нова. подарок, добро. Подарок. Значи се прави еднодлабинско чистење на забите. Второто доваѓање веќе сектор по сектор во устата, значи квадрант по квадрант од устата, таму каде што е загрозено, се работи со еден тип на киретажи, кои што се прават со локална анестезија, за да пациентот не чувствува болка. Исто така се прават со помош на ултразвук, кој што ни е познат, Добро. но и со рачни кирети и со еден специјален ербиумов ласер. Тоа е еден инфрацрвен ласер, работен, кој што е навистина многу корисен во оваа гранка, бидејќи не само што го обработува ткивото и го остава здраво, туку и ги убива сите бактерии кои што се присутни и дозволува наново зарасловување. Тоа е многу важно, а тоа е еден ласер кој што го имаат само околу 5% од стоматолозите во светски рамки. Значи, тоа е навистина поинаков, да речам, ласер од некои други форми кои се помошни. Ово е вистински терапевски ласер, кој што ние десетина години успешно го користиме и кој што многу ни помага. Ако пројдеме во понапредна форма, да речеме веќе
Веќе отишло. Напредна, да. Веќе отишло забите. Да, значи имаме една иницијална, една умерена форма, да речеме. Ајде умерена форма, значи тоа е меѓу 3 до 5 мм џебовите кога се длабоки. Добро. Значи тогаш веќе се оди повторно кон тие киретажи, сектор по сектор, правиме исто така и кога ќе спомнете и тоа звучи многу неубаво, точно. Добро. Меѓутоа практично што значи? Ткивото, мекото ткиво, гингивата од внатрешна страна кон завод, кога е болна, има едни гроздови од болно ткиво. Тие гроздови, ако не се отстранат механички, не можат сами од себе да оздрават, не само затоа што постојат, туку затоа што се полни со бактерии. И тоа е тоа што ние го отстрануваме, а ласерот е како еден вид косалица, јас го нарекувам, или така го објаснуваме, да речам фигуративно, и која што овозможува да остане здраво ткиво од долната страна, која на чисто може да се зарасне со останатото ткиво. И тука, во тие посети, значи можно е да има 3-4 посети во рамките на 2 недели. Во тие посети ние пациентот на секој доаѓање го обучуваме точно кое место како да го чисти. Зошто? Затоа што ако има присутни бактерии, ништо. Не можете да продолжите во процесот на лекување. Лекување, точно. И тогаш пациентите стануваат и свесни. Значи не можам да кажам, не би сакала да се почувствуваат слушателите обвинети за нешто. Значи ние прво треба да ја добиеме информацијата, да станеме свесни за нештото и потоа во акција да влеземе, значи да го работиме тоа што треба. Така да јас сум навистина задоволна од реакцијата на пациентите кои што кога ќе ги добијат сите информации, се многу мотивирани, кога ќе добијат чувство дека работите се подобруваат, се многу мотивирани да се заврши терапијата и освен откако ќе ја завршиме, борбата останува понатаму во фаза на одржување. Како да се одржи целата таа работа. Но пред да дојдеме до тој процес на одржување или како до одржување, еве не е така блага или не е ни средно блага форма, туку доаѓа човек кој што има расклатени пола заби. Што тогаш? Да. Тие се тешки форми кои исто така се лекуваат. Се лекуваат до ниво да се направи, тие се терминални стадиуми над 5 мм кога има голем број на заби. Значи навистина целата уста е многу болна. Во тој случај се прави евалуација, освен значи со прегледи и со рентген снимки, и сите заби што се безнадежни има критериум кои заби се безнадежни. Не секој заб што се клати треба да се извади. Треба да се извади. Погрешно е. Значи само завод кој што се клати. Мислам дека најчесто и тоа сме го правеле, така? Тоа не сме да се прави, тоа не е коректно. Значи постојат терапевтски мерки кои го спасуваат долгорочно завод. Значи не зборуваме за година-две, за 10-15 години, а можеби и цел живот. Значи ако забите значи се безнадежни во смисла на тоа, освен се тоа што се клатат, туку се и во многу мал процент во коска, има критериум по кој што велиме овој заб не може ни една терапија да го спаси и се вади. Овие заби може да се лекуваат на следниот начин. И се лекуваат нехируршки и хируршки. Значи тука веќе влегува хирургијата како терапевска мерка и освен хируршкиот зафат кој што овозможува значи средување, чистење на дефектите под директна визуализација, употреба значи на сите терапевски алатки кои ги спомнав, но исто така и реконструкција на дефектите. Значи науката ни овозможува, нанотехнологиите ни овозможуваат да постојат заместители за коска. Ако зборуваме за пред 20 години, не постоеа такви технолошки можности за заместителите на коска да ги решат дефектите кои ги правеше пародонталната болест. А сега голем процент на дефектите кои не можеа да се лечат пред 20 години со овој начин, значи со заместување на коска, сега веќе може да се лекуваат. Значи пак ќе кажам, стоматолозите од нашето време, еве 2017-18 година, сепак сме многу помогнати и од науката. Значи нашето работење е во многу зависно од технологијата, од апаратурата, но и од нанотехнологиите, значи од вештачките материјали кои што може да се вметнат во устата безбедно да зараснат без никакви проблеми и потоа на рентген снимки да увидиме дека таму каде што сме имале дефекти и над 5 мм, веќе немаме дефекти или тие се 2 до 3 мм кои што спаѓаат во нормала. Значи тоа е фантастично нешто, ние постојано се одушевуваме на такви резултати. Иако пак ќе кажам, кога се работи на повеќе места во устата, тоа воопшто не е едноставно. Еден дел од устата
со оперативниот зафат, значи сепак е во фаза на нега една недела, значи треба да се внимава, да се одржува добра хигиена. После недела дена веќе се подобрува состојбата и се оди на другиот дел. Меѓутоа тие се навистина и тешки состојби и доста запуштени состојби. Дали од страна на пациентот, дали од страна на недоволно сериозно третирање. Во секој случај и во нашата популација, за жал, релативно често ја сретнуваме. Да. Само возрастните или повозрастната популација, да речеме баби и дедовци доаѓаат или има и млади? Не. За жал. Да. Над 30 години мислам, меѓу 30 и 60 години често пати ја гледаме таа состојба, да, може да се јави, секако кај помладите помал број на заби се фатени, меѓутоа возраста не игра клучна улога, не игра воопшто, а клучна улога играат кои бактерии постојат во устата. И оние лошите да направиле проблем. Кога постојат лоши бактерии, значи веднаш се преминува, не веднаш, туку се знаат чекорите, кои чекори се работат, која терапија се прима. И тука сакам да нагласам нешто што мислам дека нашите пациенти го злоупотребуваат, употребата на антибиотици. На своја рака. На своја рака, значи, употребата на антибиотици на своја рака кај бактерии кои се многу специфични, нема резултат. Нема да ги убиеме никако. Да, правиме една голема, си дозволуваме ризик за правење на резистентност со текот на годините и предавањата на некои светски авторитети и навистина многу сериозни научни истражувања укажуваат на тоа дека можно е секој, сега не се сеќавам точно дали беше секој 10 човек или нешто така во Западна Европа од обично воспаление на бели дробови да може мислам да се случи да не може да се излекува со познатата антибиотска терапија заради развивање на резиденција. Затоа што во текот на животот за се што сме пиеле не соодветни антибиотици и на тој начин си правиме огромна штета и на себе си и на околината. Затоа апелирам болеста да се лекува соодветно, значи со стоматолошки третмани, а само откако стоматолог или при напредни случаи специјалист стоматолог ќе препорача соодветна терапија, најдобро базирана на ДНК анализа, иако не секогаш мора таа да се направи. Значи во тој случај сме посигурни, не сме сигурни практично дека со таа терапевска шема ќе го намалиме квантумот на бактерии до ниво да може да го одржуваме. Да. Само да ги поканам нашите гледачи, значи првиот или најбрзиот од вас не мора и да имате, имаме веќе никого на линија. Тоа ќе биде прво оној пред да ни го постави своето прашање, оној кој што ќе добие подарок чистење во етерна дент на забите и веројатно ќе биде тоа добра релација на пациент и доктор или ќе имате можност да видите како стојат работите во однос на вашето орално здравје. Добро утро, кому? Симоновска Милка. Симоновска Милка, добро утро, како сте во утро? Па добро, јас сум стара. Добро, кажете ми сега, ќе можете да отидете до етерна дент на чистење на забите? Ке може. Ке може, така е. Да немате никое прашање до нашата гостинка? Па има многу устава работа, па да идам тамо. Па да си прашате на лице место. Бива, така е најдобро. Да, фала и тебе. Ви благодарам, останете заедно со програмата на телевизија Нова. И само за крај имаме уште некои 3-4 минути колку што го гледам часовникот. Сакам да ве прашам доколку нема нема начин, така е, доколку не можеме да спасиме. Така. Извадиме зап и потоа има импланти. Да. Значи, често пати заради пародонтална болест, но и заради други причини се губат забите. И сега треба да се вградат импланти. Многу блиска е таа корелација меѓу овие две состојби, зашто многу често имаме пациенти со пародонтопатија и често пациенти кои сакаат импланти. Тука може да се добие имплант, но само откако ќе се излекува пародонтопатијата. Значи, тоа е клучно затоа што како што имплантот да ставите имплант на бактерии кои што се лоши, така? Многу убаво кажам, но точно тоа е поентата. Значи, сите луѓе што им се потребни импланти, се кандидати за импланти, нели правиме евалуација на општо здравје, локална состојба и така натаму. Меѓутоа, кога постои оваа болест, прво ја третираме болеста и потоа во чиста уста и здрава уста, оздравена уста, безбедно ставаме импланти и тие долгорочно остануваат, под услов пациентот да е свесен дека мора
да си ги четка зъбите соодветно и барем 2 пати во годината да ги исчисти со ултразвук. Затоа што бактериите што живеат во една уста, како што виреат околу зъбите, виреат и околу имплантите. Тоа со ултразвук боли? Не, воопшто. Тоа ние сами на себе кога си го правиме, си го сметаме за дентал спа. Одмор значи. Да, тоа вашите 5 минути и нешто убаво што може за себе да го направите. Добро. И сега да се вратиме кај оние кои што се излекувани од пародонтопатија. Значи, нели, излекувано е, но процесот не застанува тука, велите вие, доколку не продолжиме да одржуваме хигиена на нормално или на убаво ниво. Точно, на добро ниво. Луѓето што многу нежно, жените обично, многу нежно ги четкаат зъбите, се плашат да не ги повредат, практично дозволуваат многу брзо да се населат повторно бактериите. Значи, ние во тие третмани ја оценуваме нивната способност да четкаат и ги тренираме како да исчеткаат. Постојат и таблети или средства со кои се обојува плакот. И тоа е многу корисно кај луѓе кај кои можеме да видиме дека проблем е плакот. Во тој случај им ги посочуваме и сами може дома да си визуализираат каде не исчеткале убаво. И тогаш веќе може лесно и убаво да се справат со таа состојба. Бидејќи има едно златно правило дека здравиот зъб, чистиот зъб не може да се разболи ни од кариес, ни од пародонтална болест. Двете најчисти болести. Значи, замислете колку е едноставен лекот. Чист зъб. Ви благодарам за ова утринско будење. Не научивте многу работи. Пародонтопатија, вели 90% во светот имаат возрастната популација, 50% возраст над 30 години, така со сериозни нарушувања на овој тип на орално здравје. Не е толку, можам да кажам, не е толку страшно, присутна е, но почесто е присутна во иницијална и мерена форма, поретко е присутна во напредна. Значи да не дојдеме до напредната фаза, да се внимава. Да, ви благодарам за ова споделено искуство своје, или научивме многу нешта. Се гледаме повторно следната среда на друга тема секако. Ви благодарам и вам што сте заедно со отворената утринска програма на телевизија Нова. Информација точно и на време на одинатаму. Рете сега да погледнеме само некоја реклама, а потоа и вториот преглед на информативен преглед на телевизија Нова на земите од на информациите од кај нас и од светот. Останете на телевизија Нова.